Славица Анастасовска од Хелсиншки комитет напиша анализа во која што се осврнува и на ова прашање. Многу е погрешна претпоставката на медиумите дека коментарите не се нивна одговорност, бидејќи на тоа не ги повикуваат само регулаторните правила, кодексот и насоките, туку има и судска пракса на Европскиот суд за човекови права во случајот Делфи против Естонија, каде што судот пресудил дека медиумот бил одговорен за коментарите под објавата на самиот медиум и овој правен преседан, знаеме дека судската пракса на Европскиот суд за човекови права треба да почитува сите држави подписнички на конвенцијата и тие кои што ги судот е инструмент кој што ја спроведува конвенцијата. Во твојата анализа посочуваш неколку такви случаи на коментари под објави на медиумите на социјалните мрежи. Се работи и за случаи каде што има говор на омраза мотивиран врз етничка основа и повикување на насилство, а исти такви случаи и за родово базиран говор на омраза. Хелсиншкиот комитет има две платформи каде што ги регистрира случаите на дела од омраза, кривични дела од омраза и на говор на омраза во онлайн просторот. Што можеш да ни кажеш како впечаток и во однос на овие случаи и во однос на целата тема? Колку таа прави штета во општеството и како реагираат институциите, бидејќи Хелсиншкиот комитет во повеќе наврати покренал и кривични пријави кон овие сторители, но се добива впечаток дека институциите на некој начин не реагираат соодветно на тие пријави. Благодарам за поканата и навистина кога станува збор за говор на омраза, некако имаме неисцрпна инспирација за критика, затоа што резултатите не ги гледаме, а гледаме од друга страна континуиран говор на омраза, особено видлив на социјалните мрежи и особено тргајќи од фактот дека се повеќе млади луѓе го користат овој простор, практично и делата од омраза кои што ни ги регистрираме се највеќе се случуваат помеѓу млади лица, сторители и жртви, што за нас и ние континуирано со години ова го истакнуваме, затоа што е стварно еден проблем кој што мора сериозно да се свати. Меѓутоа, од друга страна, Хелсиншки во изминативе години континуирано го следи, го мапира и поднесува кривични пријави до надлежните институции, како до секторот за компјутерски криминал, така и до основното јавно обвинителство. Меѓутоа, до сега, од наши десетици поднесени пријави до институциите, немаме ниту една непресуда, значи ниту едно обвинение што е покренато за да влезе постапката пред судовите. Јас сметав дека оваа прилика, односно сакам да искористам да ги потсетам интернет порталите да малку повеќе внимаваат како го модерираат просторот, односно има портали кои што си ја вршат добро задачата, јас ги следам и ги приметувам, се навраќам некогаш назад да ги погледнам и избришани се. Меѓутоа има доста портали кои што оставаат коментарите да останат и можете и денеска да отворите, тие уште се на тоа место. И тој говор на омраза станува вирален. А кога ќе стане вирален говорот на омраза, ние како држава, пред се говорам, имаме обврска да покренеме кривична постапка, затоа што виралноста значи еден потежок облик на говор на омраза. Јас извадив примери од нашата платформа говорнаомраза.mk, која што оваа година имам регистрирано над 1000 случаи на говор на омраза, не се сите кривични, има и доста вознемирување и потикнување на насилство
во смисла на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Меѓутоа, следејќи ги колегите говорници тука, сваќам дека ние сме сите на иста линија. Сме утврдили исти прекршувања. За трендот оваа година забележивме, нашиот пик оваа година практично е за време на изборите, пред и по изборите, и вториот пик е за време на парадата на гордоста. Практично овој пик или врв на достигнување на говорот на омраза е секоја година, почнувајќи од организирање на првата парада на гордоста, која беше во 2019 година. И ние секоја година алармираме до институциите дека треба да се покрене постапка, заради тоа што во овие случаи и кога станува збор за ваков говор на омраза, повикувањето на насилство и одобрување на геноцид се две категории кои што Европскиот суд за човекови права ги смета како особено отежителни, и нашата обврска како држава да се справуваме со ваквиот тип на говор на омраза стои. Хелсиншки поднесе и апликација до Европскиот суд за човекови права минатата година, или оваа година, се извинувам, не можам да се седам сега. Таа е прифатена, чекаме да видиме како ќе одлучи Европскиот суд за човекови права. Станува збор за говор на омраза по основ на сексуална ориентација и родов идентитет. Јас се можам да поминам кроз неколку примери кои што ги извадив од платформата. Првиот пример ми е потикнување на меѓуетничка омраза и насилство во коментари. Меѓутоа, има кај нас еден феномен обратен. Практично секогаш велиме дека говорот на омраза води кон дело од омраза. Кај нас е забележено и обратно. Значи се случил дело од омраза и после како се известил и понатаму довело и до говорот на омраза. Значи ние имаме и еден друг феномен кој што не е спомнат на друго место. Станува збор за вест која што се случи на 10 август 2024 година. Искочи наслов: само еден ден по одбележувањето на 23 годишнината искршена плочата на нападнатите бранители кај Карпалак. И сега вака објавена вест се очекува дека ќе донесе говор на омраза. Така што имаме и критика и за самото известување. Значи, тука медиумот мора внимателно или да побара изјава од МВР, како ќе се гони тоа и тоа да го извести. И одоздола имаме коментари: со тоа племе мора веднаш да се расчисти, само куршум. И ред други вакви коментари кои што повикуваат практично на војна помеѓу двете најголеми етнички заедници во нашата држава. Во однос на информации кои што значат сензационализам и истакнување на дезинформации, веста со победничката на Олимпијадата за боксерката од Алжир, искочија неколку такви вести, и со примерот кој што го земав јас е со наслов: биолошки маж боксуваше со жена на Олимписките игри во Париз. Италијанката со солзи во очите го предаде мечот после 45 секунди борба. Ваква дезинформација, прво, не станува збор за биолошки маж, меѓутоа тенденцијата овдека е да се добијат повеќе кликови, може би да се потикне и дискриминација. И ваква една вест исто најде на коментари, како на пример: гасни комори до еден сите да ве снема, време е за потоп, ѓубрење сатанисти, фашисти и така натаму. И значи оваа вест се преслика кон говор на омраза, кон и потикнување насилство кон ЛГБТИ заедницата. Понатаму сите вести кои што се поврзани со парадата на гордоста, односно најавување на парадата на гордоста, од првиот момент кога ќе се најави парадата на гордоста, иако во самиот наслов и текст
е многу објективно известено дека ќе содржи парадата. Понатаму забележано е во овој пример кој со наслов "Спектакуларно непослушни, парада на гордоста во Скопје", беа забележени над 1000 негативни коментари, сите со омраза, со навреди и омаловажување, поттикнување на насилство и закани кон ЛГБТ заедницата. И со оглед на тоа што имаше толку многу коментари, над 1000, како што кажав, и десетици шерови, сметавме дека треба да поднесеме кривична пријава. Поднесовме кривична пријава за самите коментари, за лицата кои што ги пишуваат коментарите. Меѓутоа, во овој момент сметавме дека можеби самиот портал нема намера да поттикне омраза, меѓутоа ова не го спречува обвинителството да ја прошири истрагата, доколку би имала таква истрага, и во самото обвинение, доколку би имало, нели, да го вметни самиот портал, затоа што тоа би било во согласно со Европскиот суд за човекови права, односно неговата пракса. Овакви коментари, како што се забележени тука, јас извадив неколку. Митролес, мамето мамина, да се сотрете од Коран, само Хитлер за овие, да дај Боже да ви е последна, сапун ќе ве правиме, со колец и така натаму. Значи, овие коментари означуваат потешка форма на говор на мрза, затоа што директно го загрозуваат. И ова што тука се пишува може многу лесно да се преслика во физичкиот простор, не од овие можеби што го пишуваат, меѓутоа, како што кажав, млади луѓе читаат, се уште немаат доволна критичка мисла развиено и може да направи огромна штета за волја на вистината. Секторот за внатрешни работи многу добро си ја заврши работата за организирање на парадата и оперативно се обезбеди да помине без инциденти парадата. Понатаму, нешто што многу често се случува е кога ќе се известува за некој трагичен настан, фемицид или родово базирано насилство или семено насилство, да наместо осуда ние гледаме во коментари сочувство со сторителот, одобрување, охрабрување и така натаму, што е еден феномен кој што навистина е штетен, затоа што жртвите кои што трпат ваков вид на насилство дополнително се обесхрабруваат да пријават, а сторителите зимаат сила. Така да овие исто коментари, јас го земав примерот со наслов "Трагедија во Словенија, прилепчена застрелал жена, па сам си пресудил", и долу имате коментари: "Арно ја шутнал, имало нешто, ами јоти тој. Школски, дури до Словенија појде за да ја застрела, прилеп не можеш." И овие коментари си добиваат лајкови и цениме дека ова е особено штетно и сакам да потсетам на пресудата на Европскиот суд за човекови права, донесена против, односно не е против Естонија, туку Естонија го осудува интернет порталот, затоа што не ги бришал, не ги менаџирал, не ги модерирал коментарите кои што повикувале на насилство и кои што ги прекршуваат практично правата на другите. Самиот интернет портал се жалел до Европскиот суд за човекови права, повикувајќи се на членот 10, слобода на изразување. Меѓутоа судот потврдува дека уште еднаш потврдува дека вмешување на слободата на говор било пропорционално во овој случај и ја истакнува потребата за баланс помеѓу слободата на говор и правото на приватност и бара, односно дава насоки за проактивно да се модерираат овие содржини.
Благодарам Славица многу за овие примери.